Тој е жива легенда. Го нарекуваат и крал на местенките. За неговата работа и кариера се врзани многу настани и случувања. Бил вмешан во голем број афери, не се знае колкав број надпревари и првенства наместил. Тој е човек со многу лица, со едно име и еден прекар. Велибор Џаровски Џаро на Утринска дружба. Чести задоволство ми е, Џаро, што овој понеделник токму вие сте ми гостин во понеделничкава Утринска дружба. Па таман неделата добро почне. Така. Како е овој понеделник, Џаро? За сега е добар. А после ќе видиме, дали ќе биде подобар. Џаро, сте соработувале со безброј естрадни звезди во регионот, на бившите југословенски простори, како Мишо Ковач, Оливер Драгоевич, Брегович, Чолич, Леписол, Белодугме. Многу згоди и незгодини с годините, но се звучи поинаку и поинтересно кога ќе се слушне од вас. Добро. Како, ајде да се вратиме малку во тие добри стари времиња. Да се вратиме како сакате. Многу настани случувања. Еве да почнеме како го рекламиравте концертот на Вајта. 82 година беше светско првенство во фудбал. Ја требаше да имам морска турнеја, сум имал 14. Морска турнеја значи од Улцин до Умаг и назад, секој ден у друг град програм. И ја му викам, Чоки, неќемо да радимо, светско првенство, а друго, Милјан Милјанич, кој беше селектор, одвеле фудбалере на припреме у Охрид, у хотел Десарец. Болje ќе му интерконти да седимо, едно месец дана, после идемо на припреме у Охрид. И не отидов, а ја ќе рекам мало да радим со Вајтом 10 дана. И отидовме со Вајта. Вајта беше доста популарен пејач. Лејова победа, Евровизија и така. И јас се сместив обично кога бев на југ у Будва, на Средно Приморје у Макарска, на централно негде у Задар или у Сплит, а горе во Опатија. И сега има концерт у Макарска, кај што има и водице, едно големо место кај што публика највише доаѓа, и ја го рекламирам концертот. На море се рекламира концерт, телевизија никој не гледа, со Лајавац. Лајавац е звучник на кола. А у хотелот Далмација нема пуно, нема ни 10 југословени. Меѓу тие 10 југословени сме ја, жена ми, ќерка ми, Чолич, Вајта и девојката негова. И композиторот Ранко Боган. И вика, Бога ми, нема пуно, вика, овде, вика, тешко е, нема пуно југословена. И како да рекламираш тоа? Два начина постојат. Или флаери деца да носат по плажи, или на Лајава да се вика. Вечерас у вашем граду, летна позорница, 21 сат, први југословенски певач Вајта, велики шоу, улазнице у турист биров. Али на крај имам снимено една реченица, Виорета пази дете. Jer Milica беше мала, тоа е 84-та, значи има 7 години и да не влага у дубоко. А како заврши Здравко Чолич на срещната во Ѓорче Петров? Ние снимавме со Здравко седека спотови. До нас седи прв комшија ние, од која поставам, татко му на нашиот селектор фудбалски Боби Милевски, Коча Милевски, кој е љубител на кучиња и на голуби, кај што дојде пола Македонија да пазари со него и да менја и да купува. И снимаме и таму спот. Меѓутоа у дворот имавме една среша. И викам, Чоки, не би било лоше да попнеш на тешни да певаш спотија. И се качи, ама док он се качуваше, сите деца кои се тогаш беа врсници на мојата сегашна внука Лара, ги собрав од улице, ја и малку постари, и земавме едно големо куче,
од Кочо го врзавме за тоа да не може да се симне. Се радим овде, сам ја полудел и кај ровот циркус. И пееше песма една, снимивме спот. Беше добар, не ми се наљути, многу беше добар, мајка ми го сакаше и он неже, тета Джаровска, тета Мирице, увек ја сакаше. Важно тој спот остана и него му е увек усеќање тој спот и само се сеќава. Сите згоди и незгоди на Джаро преточени во книга што неодамна беше промовирана, насловена како Животот на коцка. Главниот виновник за ова е вашата керка Милица Джаровска, мојата колешка. Милица, како се случи живот на коцка? Живот на коцка се случи многу спонтано, затоа што со Джаро нема договор повеќе од кој што трае повеќе од неколку секунди. Ми рече, сакаш да ја пишуваш книгата или не сакаш? Немав избор, реков сакам. И потоа сватив што ме чека понатаму. Како се создаваше интересно, се снимаше на телефонот на мајка ми. Ја напишав на српски јазик пред 6 години. За жал не се најде на продажба во Србија, не се договоривме се уште. Стоеше во фиока 6 години по моја вина и многу ми е мило што се договорив со издавачкиот центар 3. Ми помогна Весна Бејби да се заблагодарам. Дојдовме во контакт со 3, се договоривме многу лесно. Која од случките сместена во книгата вас ви остави најсилен впечаток? Па, мене ми се убави приказните од детството, приказните кога играл фудбал во Југо Кокта, затоа што веројатно ме потсеќаат и на моето детство, иако не сум била родена тогаш. Приказната како на баба ми рекол дека добила фикју на наградна игра, а колата не постоела. Приказната со Делфинот не работел, имали шоу со Делфини, не работел само со пеачи и со фудбалери. Приказната со Факирот, лажниот хипнотизер Кебир, кој што глумел дека ја хипнотизирал цела публика и Здравко Чолич го запрел концертот, затоа што наводно бил под хипноза. Има такви многу приказни. Джаро, вие наместивте и многу надпревари, да не речам и цели првенства. Се сеќавате на првиот надпревар што го наместите? Македонски, да. Кој беше? Тиквеш Македонија, Ѓорче Петров. Тогаш не се викаше Македонија, се викаше Југо Кокча. Каде што ти играше? Да. Што играше? Левбек, број 3. Браво. Ќе ви кажем една мала анегдота. Еден од најакците тимови у Македонија тогаш беше Олче Полео, Свети Николе. Ѓорги Миланов, Радко Миланов, Ѓоко Миланов, Коцев, многу фудбалери и губеа сите таму, многу беше тешко. Као што беше најдобар Кирил Лазаров од Свети Николе, така и фудбал има. Игра и у Вардар, после тоа 3 играча, и Здравков, и Котев, и сега ние играме, не може да ги запрешниш. Важно е да не примиш 5 комада. Ја играв лев века, десно крило играше еден Ѓоко Миланов, ми избега, не можам да фатам и ја за гачите остегам и ми остана гачите овако, у раце. И човек трча гол. И цел стадион скандира скотски педери, скотски педери. Ја идам го зимам микрофонот, извинете, ние сме викам во Ѓорче Петров. А наместена утакмица беше со Тиквеш првата, Тиквеш беше второлигаш, многу јак. Теда се добие. Со тогашни 800.000, не знам колку беа, негде како 8-9.000 марки, ги добивме 0-2. Пола пари им дававме, пола избегавме, меѓутоа, после тоа им ги дававме. И Тиквеш остана еден стабилен другорегаш кој не у Југославија. Джаро, кој ви беше ветар во грбот си во овие години? Сам. Поддршка од семејството? Апсолутно, 100%. Познат естраден менаџер, сега пензионер. Не, јас сум пензионер. Не сте уште пензионер? Не, јас сум активен. Активен пензионер. Активен. Прашањето ми беше, има нешто за што се каете, што направивте или што не направивте, или што направивте така, требаше можеби плинако? Можда требаше она да добие брат. Тоа е можда. Затоа имам јас близнаци. Джаро, посакувам добро здравје и натаму да можеме да раскажуваме од вашите згоди и незгоди и благодарам што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Живели. Чао.